Средба беше во рамки на редовните месечни средби што ги одржуваме на ниво на сите институции, кои што се под централна или локална власт, за взаемна подобра координација. Заклучоците се однесуваат по однос на несоодветно паркирање, непрописно паркирање и запирање од страна на несовесните учесници во сообраќајот во нашата општина. Како што знаете, веќе најавивме и сме во фаза на изработка на проектна документација за катните гаражи. Имавме една распишана постапка, која што за жал не најде на интерес кај потенцијални понудувачи. Сега ја повториме постапката, ќе работиме проектна документација, а след тоа верувам дека ќе се јават поголем број на изведувачи, но ние не можеме како општина да чекаме да ги изградиме катните гаражи и на некој начин да го толерираме тоа несовесно однесување на учесниците во сообраќајот и несовесните возачи. И затоа направивме договор да првично превентивно спроведеме заедничка акција помеѓу општината, Министерството за внатрешни работи и одредени невладини организации во делот на покривање на правата на лицата со попреченост, како и учениците од основно и средно образование, каде што првично ќе укажеме на несовесните возачи дека не треба да се паркираат на тротоарите и истите да ги ослободат за да можат да се движат пешаците, а подоцна ќе делуваме заедно во координација со Министерство за внатрешни работи и репресивно. Набавивме уште едно пајак возило, ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градот Скопје што ни излезе во пресвет и ни даде едно пајак возило, и сите оние возила кои што непрописно ќе се паркираат на несоодветни места, првенствено на тротоарите, ќе бидат отстранети. И овде апелирам до граѓаните да имаат разбирање за тоа. Затоа апелирам сите оние кои што го прават тоа, кои што се однесуваат несовесно, да престанат да го прават, бидејќи во општина Куманово веќе по празниците ќе имаме нулта толеранција за оваа појава во сите делови на градот. При тоа ќе се даде приоритет на централно градско подрачје, на булеварот Трета Македонска, булеварот Октомвриска револуција, Народна револуција, Гоце Делчев и 11 октомври како најфреквентни сообраќајници во градот, а секако граѓаните можат и имаат целосно право да ги пријавуваат ваквите прекршувања на законот на 192 и веднаш полиција да интервенира со пајак возило и да ги отстрани таквите непрописни. Едноставно ќе мораме да се научиме согласно модерно урбано живење, значи да ги паркираме нашите возила таму кај што има место, или пак во друг случај кога одиме во централно градско подрачје, да се паркираме вон централно градско подрачје и да ги користиме тротоарите. Целта е да им дадеме можност на пешаците да се движат.